Е мерило само да те сопка некој, туку ти дали знаеш да се исправиш, да покажеш заби. Повеќе економисти и адвокати во притвор запознав него што надвор ги запознавам. Колкава штета може да нанеси жена на жена, тоа е невозможно. Во македонштинава барем 1% човечност да се најдеше. Ми се случувале многу лоши работи. Бе будало дете, све си кажуваш. Бог секогаш ми го чува првото место. Безазлено да помогнеш на едно место, демек да не се направи проблем таму, ти да влезеш не во дупка, во ендек. Ете така погрешка. Здраво, Македонио! Дали сте спремни за вашето омилено шоу? Или стар шоу, место каде што место за табуа нема или е минато и каде што приказните се гледаат од двете страни. Вечерва морам да кажам дека имаме прекрасни гостинки, две жени кои што живеат сосема различни светови. Едната е директна, контроверзна, гласна, другата е посмирена, со долга кариера кај нас во Македонија. Што ќе се случи кога тие две дами ќе седнат на иста маса? Ќе видиме во продолжение. А сега мислам дека време е да го поканиме најпрво името кое што долги години трае на нашата музичка сцена, кариера, хитови и секако пребродени животни, приказни или Елена Велеска, ве молам еден огромен аплауз. Како си, дамо? Дали си добра? Многу бабу изгледа. Секако. Прекрасно. Сега не си ми во купачи како што сме ја снимале првата емисија, ама Кога ќе дојдеш во лето ќе бидам. може. Благодарам. А сега продолжуваме и со нашата втора гостинка или раперката која што можеби понекогаш не бира зборови, не се плаши од скандали, но можам да кажам дека нејзиниот живот, луѓе мои, верувајте дека повеќе личи на филм отколку на реалност. Дијана Дурловиќ или Дијана Оджи доаѓа со Добро вечер. како си девојче убаво? Ви благодарам на Што е поканата. Во овој турбулентен свет нас не треба енергија, вино сам поклончиња. Ретко кој доаѓа вака со подароци или со нешто. Јас сум дете на стара мајка, тоа мора да се Благодариме испочитува. многу. Фала многу. Ќе видиме што има внатре. Фала ви многу. Ајде да се седнеме по Веленче. И девојки, официјално да ви посакам добре дојде во нашето студио, во нашата емисија. Прв пат сте ни двете гостинки. Многу ми е драго што ете ве гледам тука заедно со нас. Здраво и од мене, многу ми е драго што имаме таква гостинка вечерва, таква спојка ќе направиме. Мора енергијата да се спои, да се задржи вниманието на гледаност. Така е, апсолутно. Уште Дијанче, еднаш фала на поканата. Не само што ќе бидам ваш гостин, него што ми овозможивте да ја запознам оваа прекрасна Грација. колку ми е убаво вака кога Благодарам. ќе се пофалат една со друга нашите гостинки, на вистина ептен ми е така мерак. Ама барем е искрено и од срце, а не така isforsirano и Колку со само шминки. кажано. Да, ова од Да, срце па сега искрено. кога и пуштав некои мои постари хитови и ми вика, знаеш дека јас сум родена таа година кога си ја извадила оваа песна, вика, јас растев со твоите песни, викам. Тоа многу, уште повеќе ме радува тој факт. Ете, а кој би рекол денес раперка, денес сосема различен стил, ама си слушаш вака? Нормално. Нормално. Баш и за тоа зборувавме текстови со душа. Секоја една нејзина песна има некоја душа, има некоја поента и порака. Јас секогаш се задржувам на тие песни кои што имаат смисла Емоција и при тоа, да. Приказна. Така приказна и која што има тежина. Така да, без разлика од кој жанар е музиката, јас слушам. Тоа што е квалитетно, слушам. Да, обично затоа што знаете како нели пример раперите не слушаат еден жанр на музика или фолкерите не слушаат друг жанр на музика, па затоа реков, ама вака е убаво кога некои работи ќе се измешаат, не само да бидат пример еднолични, како да кажам. Денес сме полно жени во студио, женска енергија. Во која фаза од животот сте моментално? Мир, хаос, комбинација? Што ви се случува? Откако ќе помине хаосот, јас бирам мир и тогаш не дозволувам никој да ми го расипува раетот. Инаку турбулентно секој ден, со патувања, со снимања, со настапи, со деца, со школи, со разнесување, со сето тоа и кога ќе стивне целиот тој хаос, настапува мир во кој што не дозволувам никој да ми го скрши раетот. Добро, значи имаш комбинација. Комбинација, да. Дијана? Па, не знам искрено ни дали сум во некој хаотичен период,
ни подалија некако така помирна енергијата. Мирот во себе си го имам секако, меѓутоа ете, албум, песни, што вика Елена, на сите страни, сега се уште немам настапи, меѓутоа обврските, да кажам, ете, мирот го имам во себе, а хаосот надвор го. Јас слушајќи те како зборуваш на интервјуата, јас мислев дека од хаос не си излезена. Искрено, мислев дека секој ден ти е хаос. Затоа и така го најавив, живот како во филм. Грото, да кажам дека да. Меѓутоа, секојдневието не ми е толку филмско, да кажам дека ми е како и на секој еден нормален човек. Немој да ми кажеш дури просечно. Под просекот. Ова не ти Може би дека е верувам. за време на постите. После ќе почне. после ќе почне хаосот. Така е. Елена, ти си долги години на големата сцена. Кажи ми, што е потешко, да се качиш на таа голема сцена или да останеш толку многу години да се задржиш? Да, потешко е да се задржиш, бидејќи да се искачиш треба само една песна. Значи еден хит ти е доволно за да стигнеш до врвот, но да се задржиш ти е потребен континуитет. Значи да после тој хит да избираш што следува, и то треба мудро да го избираш нештото, Да. бидејќи после секој хит многу е тешко да стигнеш до другиот. И така да, јас многу внимателно бирам сега кога зборувавме за текстовите. Текстовите се мојата најголема слабост кога една песна во прашање и ако немам добар текст, не можам да земам колку и да е убава музиката. Текстот е нешто Те купува. ме купува и од секогаш сум ги ценела тие јаки приказни, емотивни приказни, љубовни посебно. Некогаш, пример, некој да ти каже, Елена, ова е 100% хит, да ти гарантира. Не А може- да не е текст што ти го сакаш. Ке Не го може отнеш? никој така да ти гарантира, Пример. но некогаш нема мерило. Некогаш успеваат некои песни лесни како 2 и 2. Апсолутно. Така, Така, значи- лесно ко 2 и 2, ја би те украла. Да, само но некои не. два збора треба да погодиш во рефренот и толку. Така е. Не е битно останатото. Така да ете, мене она што ми се случило од еден од најголемите хитови како Висок притисок што ми беше песната и Срце бакшиш ке ти дадам. Тоа се толку блиски до народот што или Пупумашала се спомнуваат само неколку збора кои што мене да ми кажеш дека тие ќе беа хитови, немаше да верувам. Ако јас се прашував, но од другата страна на публиката пулсот е друг. Така да нема некое мерило. Секогаш треба да знаеш да избалансираш измеѓу музичките продуценти и оние кои што врвни мајстори се во нештото и тоа што народот го сака како Така е. да го слушни. Точно. Мора да има некаков се баланс. Точно, апсолутно е така, се согласувам и јас. Нема равенка пример што би било Дефиниција која или што ќе дефиниција. биде хит. Еве пример Дијана, почнувајќи од 14 годишна возраст со поезија, денес е успешна раперка. И мене сега ме интересира, каков пресврт имаш направено и зошто тоа го направи? Лично заради тебе, така животот те налагаше? Па како пишувач, јас пред се сметам себе си за писател. Како човек ете кој што имал бурен живот, потешко детство, начинот за да си ги испразнам тие некои детски фрустрации, тагата, бесот, нормално време, адолесценција и да кажам, тие некои детски години сум го користела пишувањето како филтер, така е, Да. како еден филтер каде што јас ќе ги пренесам и испилтрирам тие сите емоции. Меѓутоа, како што поминуваше времето, издадов 6 книги, како што нели како ги издаваш ти треба да вложиш во истите и нели на некој Апсолутно, начин и да ти така се е. врати вложеното. Ако не за профит, барем за да можеш друга Другата книга да да направиш, извадиш. така. Некако тоа во Македонија не вроди плод, мислам секогаш сум имала на промоциите луѓе кои што доаѓале и слушале, меѓутоа тоа не била мојата целна публика, тоа биле многу повозрасни луѓе, да кажам генерација со баба ми, што мене тоа скроз некако не ми имаше поента. И животот ме запозна со музичариве, со рапериве и така си реков, кога можат они вакви текстови да пишуваат, зошто јас да не можам да пишувам поред толку книги? И ете се испробав и еве ме тука кај вас во студио после толку години. Па добро, ама види вака, животот сам некогаш не носи каде што треба да бидеме. Некогаш не може да си планираме да бидеме едно,
ама Да оној завршиш, горе така да е. има други планови за нас. Не можеш да Како знаеш што викаат, следи. ние правиме планови, Господ одгоре ни се смее. Апсолутно. Така си викаат Апсолутно е старите, тоа си така. Затоа што и двете сте музичари. Во различен свет, но сепак музичари. Сакам да ми кажете денес пример, што е поважно? Изгледот, она како изгледаш или она што пееш, што пренесуваш, како звучиш можеби? Јас мислам дека маркетингот е најбитна работа. И што во или денешно. што повеќе продава, да, тоа второто прашање ми Маркетингот беше. е најбитно како ќе ги пренесеш сите тие завршни финеси што ги правиме како производ, како музички производ и апсолутно и едното и другото, значи и она како изгледаш и што пееш и јас секогаш сум гледала да сум во тренд со времето и гледам младата популација што сака и секогаш кога сум правила некои комбинации на нов и модерен звук, до ден денеска еве да пуштам песна од 2000-та година која што сме ја правеле како Наркотикум, Мој луда и первезден, значи не ми менува квалитетот на во денешно време да се слуша нештото. И пример секогаш сум гледала да се носам со тој модерен тренд и тоа можеби ме прави да траам толку години и да сум интересна, да сум постојано интересна. Бидејќи ако западнеш само на еден стил кој што ти е ограничен, не ги менува нештата според мене. А вака комбинираш, можеби во иднина ќе направиме некоја си спојка со Дијана. Дај Боже. Аж би било интересно. Ќе биде интересно, зашто јас го преферирам тој R&B, поп, фолк. Сега оваа година навистина имам такви музички numeri кои што ми ги дадоа како демо снимка и кои за неколку направив се спремни како композиции кај Дејан Момировски. Љупче Василев се потруди да направи и да донесе еден модерен звук на кој што сум многу горда и со нетрпение очекувам да ги промовирам сите тие песни до крајот на годинава кои што се зацртани, а следната година со Бог напред ќе направиме солистички концерти низ цела Македонија. Браво. Браво, па тоа и редно мислам време. Да. Не знам ни што се чека, кронисување на мојата да, музичка така кариера, бидејќи 30 години постојам и сакам да ја кронисаме со одбрани песни кои што низ годините ме одбележали и се мои најголеми хитови. 30 години, Да. човече, вака ќе кажеш. Кога летна толку брзо времето, а 30 години тоа е бројка. Сериозна цифра. Тоа е сериозна Да, бројка, да, на да. вистина. Кажа дека сакаш да правиш нова, модерна музика. Таква е и последната твоја песна која што излезе пред неколку недели. Да. Сакам да ја слушнеме, еве вака да се расположиме уште И од јас старт. сакам да ја слушнеме. Може ли? Да. Може ли да ќе ја слушнеме ние и во позадина, но јас сакам тука во живо да ја слушнеме како тоа звучи. Може. Еј, жено, надеж се гаси коранета срна во снего. Очајот не ти е брат, разбуди го зверо. Еј, жено, удри шамар на секоја лага што боли. Гордо исправи се, немој за милост да молиш, немој да молиш. Еј, жено, храбро срце во градиве носиш, жено. Немој да дозволиш денес да не ти е денот. Насмевка стави ке изгледаш прескапо. Еј, жено, љубовта умре, но нова пак ќе се роди. Животот еден не давај да те боли. Еј, жено, еј, жено. Јас само ќе ти кажам дека оваа песна покрај што звучи прекрасно од твоја уста, има и многу убава порака која што секоја жена може и да се пронајде и да си најде и утеха и не знам, еве Дијана, како ја гледаш ти, затоа што си ти исто. Се најжив. Исто. Ова мислам дека треба да е како мантра на секоја Да. една жена. Така. Благодарам. Секоја чест. Благодарам. Ова е една песна која што е специјално правена за мене и да ја посветам како еден лидер, како една жена на која што може да и се верува и која што
поминала многу животно искуство и Лјупче Василев вика ти од секогаш си била мојата најголема инспирација и моја муза за творење, така да направив нешто кое што 5 години вика го чувам за тебе и те молам вика земи го да го испееш бидејќи ти си највалидното нешто што може вика да се пренесе како порака до сите жени, бидејќи сите имаат своја животна приказна, а ти си таа што можеш вика да ја прикажеш, да ја прикажеш низ песната. Да. Јас ти благодарам многу што се согласи да ја отпееш и во живо, иако немавме денес никаков музички инструмент како придружба на ова што го направи, но беше навистина феноменално. Благодарам. Продолжи со ваков стил, ти лежи. Благодарам. Апсолутно ти лежи. Се трудам. Благодарам. Диана, и ти вадиш нова музика, сега излези и твојата нова песна, ја слушнав пред неколку дена. Мислам, ја слушнав само од оно што го имаше поставено како рил на Инстаграм. И ете тоа што го кажува и Елена. И ти се трудиш преку текстот, само што е малку на по... Рецитабилен начин, што би се рекло, да. Колку го разбираат кај нас во Македонија рапот? Дали може? Затоа што жена раперка јас па и не познавам. Види, во Македонија, колку го разбираат рапот, па не е дека не го разбираат, не е дека нема слушатели, меѓутоа јас добивам многу и поголема поддршка, да кажам, од Србија. Еве баш за песната Ослободиме. Многу повеќе добив позитивни коментари и поддршка од пријатели, познаници, а и соработници во Србија. Така. А нели тука си владе тоа, демек поддржувајте македонска музика, демек да се поддржуваме. Ако ќе дојде на дело, го нема. Да, Така ќе дојде на дело само на збор. Само на порака, леле срце супер ти е, па добро бе, ако ми е супер, стај на стори, нема да ти го изјадам јас Инстаграмот. Ама разбирале, не разбирале, ние сме тука да ствараме, да си го направиме своето. Да. Така да се надевам дека еве младиве се будат повеќе, слушаат, има многу и нови артисти кои што излегуваат од младиве и многу нова македонска музика и гледам дека младите слушаат и повеќе форсираат македонска музика. Па сега во последно, иначе тоа не било претходно случај. Има ли женски раперки кај нас во Македонија? Па искрено да ти кажам, не. Барем за така? некоја што знам да се Јас не познавам, затоа и те прашувам. Имаше од Битола една девојка, Биби, има. Која што сама си го пишува текстот. Јас пример за рапер, за артист, нели? Така, сметам за човек кој што самиот го прави нешто. Кој што си ја прави, да, си ја правам мелодијата, си го правам текстот. Значи јас не сум само интерпретатор. Така да, има, мислам дека уште една. Дали заради ова сега што го кажете конкретно заради поддршка и се тоа што добиваш ете повеќе надвор од нашата држава, сакаш и да си заминеш од неа? Па или се гледаш повеќе пример на страна од нашите граници? Како ми кажа кога почнавме тука, треба да гледаш и пошироко, не само кај нас. Пошироко, па јас сум амбициозна девојка, стварно имам големи соништа, да, и потенцијали, ама и многу големи соништа кои што знам дека се остваруваат кога станува збор за тоа заминување на некој начин. Па ние еден Тоше што беше тука, многу повеќе сега го цениме кога го нема, а не го ценевме толку кога беше тука. Мислев ке кажеш дека и тој имаше кариера и настрана, ама да. Да, тоа е ама апсолутно имаше. така. Можам да кажам дека дури еве во Србија кога бев, на радио, јас Тоше, дали на српски препеани песни, така е. Тоше, јас немаше ден на радио да не го слушнам. Значи квалитетот од страна нас многу ни го ценат и почитуваат, ама ние за видливото. Во македонштинава барем 1% човечност да се најдеше, па можда и цела работа кај нас е пример кога ќе го нема веќе човек, тој човек добар беше. Да, тој човек добар бил и претходно. Така Зашто не ги гледате луѓето? И јас многу често зборувам за тоа. Еве пример, ние како медиум многу често кога ќе се случи некаква трагедија, веднаш се земаат тие вести како ударни вести. Еве моето шоу, јас до сега не сум го искористила. Можеби е правилно, можеби е неправилно, јас тоа не знам, но јас не сум го искористила да правам, не знам, пропаганда на некој начин. Ете, сега јас кажувам, јас луѓето сум ги викнала додека биле живи. Јас луѓето сум ги викнала да бидат гости во нашата емисија.
Нема после тоа што може да се така е. зборува, така е, треба да се Најубаво е- споменува. Да, Но најубаво е да си ги признаваме квалитетите си, додека постоиме тука, зашто после остануваат само спомените. Така е. точно, Да. да, добро. Додека има кој да ги А памти. признанијата сега се најубави, додека постоиме. Па и јас истото го кажувам, но човек си му потребен додека е тука, додека е жив, кажи му убав збор, додека е тука да те слушне, некога ќе го нема, тогаш џабе. некако како луѓе се одродивме, многу сите стана саможиви, сите стана многу парата некако почна толку многу да го владее светот, ама во многу погрешна насока. Почнавме и пријателствата да ги заснуваме на тие финансиски, некој кроз призма на финансии, кроз призма на пари, се некако почнавме да гледаме сите вака глобално, светски, кроз таа призма и се од корист. А зошто мислиш дека е тоа така? Премногу ни е се достапно. Премногу ни е се достапно. Мислам дека е премногу се достапно, дека е многу лесно, ете, интернетот можеш многу лесно да направиш пари, после короната многу се затворивме дома. Нема веќе средна класа, има само сиромашен си или си богат. Добро, тоа од секогаш мислам дека си било Па, така, или е горе или е долу, нема средина. Средина барам во Македонија ја не знам да постоела. Па не беше баш, еве, јас не дека сум мала, сум 25 години имам. Ама имаше некои времења кога бев уште помала, пред едно 10-12 години, па имаше некоја вредност парата и се знаеше, можда не си пребогат, ама не си ни она сиромав да нема. Сега е некако кнап бре све станато, или си на нула, или си горе на врв. Што мислиш, Елена, ти на ова? Ние многу сакаме да сме светски, многу гледаме... Ама немаме капацитет. Да, многу гледаме... Многу гледаме филмови, изгледа. Тоа ни пуштаат на телевизија. Многу сакаме да сме светски и светска слава да имаме и се, но кога ќе се соочиме со реалноста, треба мене лично парата не ме сменила, бидејќи знам и со неа и без неа. Тоа е навистина средство со кое што е неопходно за живот, но не е мерило дека нас треба да не промени. Така. Значи, никогаш не сум се променила јас како карактер. Секогаш сум била истата хумана особа која што ги разбирала потребите нечии кога треба да се помогне на некого или кога треба да се разбере за што треба да се организираме и во некоја акција и за некого да се направи хуманитарно и никој да не разбере и секогаш сум гледала дискретни да бидат тие нешта, само кога треба да се апелира, мора да се апелира, а не од што сум сакала јас да го испромовирам тоа дека јас сум голема хуманистка, никогаш не зборувам за хуманоста, туку апелирам секогаш да бидеме сите хумани и да си помогнеме на некој начин. Но ретко кој знае да се задржи и како квалитет и со славата како да управува и да не се сруши од врвот. Ретко кој знае тоа, бидејќи не секој може да се носи со сето тоа како уметници. Ние како уметнички души многу сме тешко разбрани од некој што не е во светот на уметноста. И не знам, јас моите деца, знаете како ги воспитувам, викам да бидете во музичкиот свет е нешто посебно, нешто сосем различно. Значи самата таа уметност ве носи вас да сте хумани луѓе и да помагате на секого. И јас сум толку горда што ми се така воспитани децата. Се до воспитување. Софија пример најголемата е и сите три, но Софија ми е пример каде што важи за дете, за респект и секој го посакува тоа дете како пример за дете. Да го има кај себе. Јас можам да кажам ова за тоа што го кажа, дека секогаш се трудиш да направиш и другите личности да се чувствуваат убаво. Ке кажам и за двете, затоа што таа не дојде сега со подароци и направи еден убав гест, а додека бевме на едно снимање во Охрид пред многу години, јас се сеќавам, ретко тоа кој го прави. Елена кажа вака, само што завршивме со снимање, беше толку жешко надвор. Многу беше жешко, да. И само вика, ајде сега пакувајте се, одиме да частам јас ручек. Ретко кој го прави. Можам да ти кажам. Може реално, може да каже ако сакате да ме почастите, да дојдам со вас. Јас секогаш сакам да частам. Тоа ме прави специфична, тоа ме прави посебна и тоа е мојата величина. Значи мене секој ми го знае гостопримството дека ми е големо, јас сакам луѓе, многу сакам гости и не сум се сетила, ма ќе те побарам сега кога ќе дојдеме. Кога сакаш.
За софра сум Витливе прва. имена. За софра Може. сум прва расположена, без разлика. Честовката е најмалку што може да се случи. Дијана, имам за тебе прашање. Кога кажуваш луѓето се многу несериозни, тоа го кажуваш од искуство или од револт? Од лично искуство на своја кожа искусено. Па мислам дека и ти дури знаеш зошто го кажувам тоа и сите вака што сме овде, барем во овој бизнис, знаеме зошто е кажано тоа. Несериозни се во поглед кога се работи или нешто, ако треба да изработиме проект. Не можам да кажам, бе, Да се ослониш на некој, да знаеш дека пример ќе го препуштиш и тоа ќе биде и завршено. да знам дека е тоа завршено. А не, некако не можам јас поубаво, ама знам дека можеш. Ајде, потруди се. Знаеш се, гурни или пример ќе си договорен за нешто. Еве, јас сум договорена денеска во 6 да бидам тука. Ти во 4 ми пиша тргнувам, чекај, реков емисија снимаме, човече. Ама има луѓе кои што пишуваат и во 6:30 не доаѓам. Да. Да. Така е. затоа Ама јас велам. секогаш кога ни зависи тоа од некој друг, ние Така се е. посрамуваме заради некого. Да. Што мислите, во денешно време лесно ли е да се биде жена? И жена да се биде е благослов или клетва? Убава или не убава? Убава жена. Нека биде убава жена. Нека биде појако. Дали е привилегија или не? Да. Значи, многу е тешко да си убава жена. Кај машкиот пол е многу голема привилегија, бидејќи Да има. половина од работите ти се завршени. Така е. Но вистина е Мач така. со двеоштрици. Да. Јас неодамна од една моја пријателка слушнав, вика, колкава штета може да нанеси жена на жена, тоа е невозможно. И тоа навистина е така. Апсолутно е така. А колку повеќе јас сум видела благослови од машкиот пол, навистина многу пријателства имам од машкиот пол, каде што ќе кажам дека многу повеќе сум била Поискрени. разбрана, бидејќи брзо сме завршиле работа за било што да треба на професионален начин. И инаку не се индивидуално е се, но како може жена да те завлече и како може да ти го однесе во безсвест цел снимателите професионализам. потврдуваат дека тоа е така. Цел професионализам, така да секогаш повеќе ми оди пријателството со мажите и со работката за да стигнам до многу високи цели. Значи привилегија е да си жена Привилегија е во секој со случај. машки пријатели. Ако добро те Привилегија е во разбрав. секој случај, но многу е тешко да се биде и уредна жена, и професионалец голем, и мајка како што сум со 3 деца. Претешко е, но ако го работиш сето со љубов, нема граници, верувајте. Нема граници, зашто само ако работата ти е уживање, нема воопшто да ти е тешкотија. Сосем некои така исклучоци, кои што ќе прогледаш низ прсти, Нормално. што е нормална работа. Но потоа Сакам сега тука и Дијана да ми каже што мисли таа, дали жена е клетва или благослов? Лоша благослов жена е или клетва, вака не лоша жена не е клетва. проблема од убавите не е. Па искрено, мислам дека жената како жена не е само за бизнис, живот во Општо, општеството е можеби и најглавната улога и фигура, иако тоа маживе не ни го признаваат, заради тоа што секогаш животниот камшик кога ќе сака да удри, никогаш не удира по грбот на мажот, него секогаш удира по грбот на жената. Секогаш едно дете ако не е воспитано, никогаш таткото не е крив, секогаш мајкава не го воспитала. Ако синов е непедантен и аљкав, мајка му не го научила. Керкава ако не знае ништо да направи, мајка е никаква. Така да мислам дека ние сме некако благослов е да се биде жена, ама некогаш би си викам, кај се роди женско е. Дежурни виновници. Да, дежурен виновник. На работа одиш, работиш до 4-5, се враќаш дома, работиш со децава дома. Работиш со мажов. Сегде више Работиш низ куќата, работиш низ куќава. Да. Низ домот. Значи ти мораш да работиш. Значи жена само кога спие, онака жена своја. Па на мислам своја. дека ни тогаш Ни размислува тогаш нешто мислиме. друго. Што треба да направи можеби другиот ден. Многу добро ми го одговоривте ова прашање и мислам дека ќе биде Многу одлично. убаво прашање. Да, Така? епта. Многу убаво прашање. Сега тука имаме едно прашање до Елена. Кој период како жена
ти било најтешко? Не како артист, туку како жена. Како жена најтешко ми беше кога бев надвор од светот на музиката, но за возврат си ги добив Софија и Марко, си ги гледав, тогаш 2,5 години правев некоја пауза. Така. И навистина уживав во мајчинството, но ми беше тешко без музиката. И она што го направив беше да си отворам музичка продукција во Охрид, каде што снимав видеоспотови и бев многу успешна во тоа. Кога излезе потоа работата, навистина нема време за да постигнем се, бидејќи многу ангажмани се ми излегуваја. Самата работа и вадењето на музички песни и спотови носи уште поголема работа. Да. И беше премногу тешко да се глечкам со децата, Охрид, Прилеп, моите секогаш ми помага околу децата и сега веќе се пораснати и тие го знаат ова што го работам. Која жртва си ја правела? Која жртва, да, и Софија вика, мамо, јас ова за ние ми пари што го работиш, ти не би можела да го работам. И навистина е така, но викам, мене воопшто не ми е тешко. Тешко Затоа што го сакаш. Да, и тоа ми беше тешко кога не работев, а да работам воопшто не ми е тешко. Сега тука имам едно прашање исто напишано од лично искуство, што можеш да ми го одговориш. Да останеш во брак после некаква криза е сила или компромис, затоа што многу од младите, веќе споменам денес, знаат да потфрлат токму во некој период од бракот. Затоа што не се мети млеко секогаш. Има успони, има падови. Сила е. Јас мислам дека е сила. Зашто Треба да преминеш некои работи. треба да преминеш некои работи, но и да останеш... Јас научив еден совет од еден постар човек. Вика, ни чул, ни видел, најубаво ќе си поминеш во животот. Така е. Да, најубаво ќе си поминеш. Тоа беше многу убав совет. И викам, што така да каже, може би треба да си преќутиш за некои работи и да се направиш и глув и слеп и да си продолжиш како ништо да не се случило. И многу е добар тој совет. А како? Многу е Како добар некогаш тој да го совет. направиш тоа? Па како, ќе собереш сили, ќе стеглиш заби и ќе си продолжиш како ништо да не било. Или ќе си ја пуштиш жено и ќе се погледнеш во огледало и ќе се Да. изманифестираш. Точно, ќе се погледаш во огледало и ќе знаеш каква особа си, колку можеш да бидеш силна, иако животот навистина не е розев. Ние имаме многу Иако сум облечена во розов, апсолутно е така. Падови и подеми и многу пати сме биле паднати со енергија, да почнеш од ново, нов почеток. Мене тоа како секогаш да ме враќа во живот. Навистина. Колку некако ме Мотив сопкаат, дава. колку некако ме сопкаат, ми се случувале многу лоши работи од многу завидливи луѓе. И секогаш кога сум се вратила со уште повеќе енергија, уште помоќна и уште посилна и уште поголема звезда. Значи не е мерило само да те сопка некој, туку ти дали знаеш да се исправиш, да покажеш заби и да кажеш дека се истресуваш и ништо не се случи. Апсолутно е така. Ништо не се случи. Апсолутно е така, се што Да, кажа тоа е од ова. големината на една жена. Ти благодарам на секој одговор, на секој искрен одговор. Сега имам едно прашање тука до Дијана. Кажа уште на почеток дека при пишување на тие текстови на 14 годишна возраст, најголемата работа всушност што те терало да го направиш тоа било тој што само го кажуваш дека не си имала толку многу, не знам, бајковито детство, Така. би кажала. Кој период, пример, сега најмногу ти недостасува? Што е она што најмногу ти недостасувало од малечка па се до сега? Што е тоа највеќе што ми недостасувало? Па можда мир. Можда мир. Вака, во суштина, ништо не ми недостасувало. Ако сум имала многу проблеми, баба ми и поред сите тие проблеми и тоа не се проблеми да кажеш како секој дома што си има проблем, него се енормни проблеми. Многу убаво ме изчувала, ништо не ми фалело, секогаш сум одела на школа и облечена и исчешлана и згрижена. Се сум имала што ми требало, екскурзија, да излезам со друштво. Како ништо да не ми фали, како е јас да сум едно нормално дете со двајца родители, само што баба го чува. А си имала моменти, пример, када што ете со учениците, пример, ти кажале и па ти, знаеш како ние додека Булинг? се... Да, па еден вид да.
Јас да ти кажам, Не конкретно булинг, него знаеш како ние децата, мислам, деца како деца, се искрени, не знаат да излажат. Така. И пример тоа што го гледаат дома, мислат дека секаде треба да е така. И сега пример, тие гледаат мајка и татко дома, ки тебе гледаат баба. И сега има многу често, па зашто си ти така, па да те одбегнува, па да те прашува нешто. Прашувам чисто дали тебе те се случувало нешто такво. Искрено да ти кажам, не сум трпела некој да кажам булинг, многу напротив ме прифаќале децата секогаш и нормално и мислам дека и тој треба да биде така. Така е. Меѓутоа, да кажам вака, како фигура родителска не ми недостасувала, јас да го почувствувам тоа, нели ќе кажат ете дете, ќе ти фали нешто, не, дури и сега јас немам некоја Недостаток? Не само недостаток, тоа јас немам поим на тие два Да. збора, јас знам Кога не мајка, знаеш, татко, пример, Меѓутоа за значи? родителската љубов можам да зборувам, затоа што сум ја добивала, нели, од мојата баба. Кога, еве сега баш на 25 години, баш кога изборувам за мојот живот и за се тоа што ми се случувало и што сметам дека многу треба да зборуваат, заради тоа што не само јас и многу други деца се наоѓале во таква ситуација и треба да се зборува отворено, заради тоа што многу деца, ете има некои се послаби психички, се случувало, ете трагично да заврши нешто, многу лоши Апсолутно работи е да се така. случуваат. Јас сметам дека тоа е од недостатокот на разговарање на тие некои теми и многу пати, многу повозрасни ме прашуваат: бе будало дете, све си кажуваш." Луѓе, вистината е таа, ти не можеш да ја смениш. Ако не ја знае тој од Кичево, ја знаат овие од Скопје. Ако дојде тој од Кичево во Скопје, ќе ја дознае. Значи, светов мале, колку Да. и голем да не изгледа. А вистината фрти сучи, ќе излезе на виделина, така да многу е поубаво за некои проблеми и за такви работи, мислам дека да се зборува, затоа што така ќе им се помогне на многу луѓе. Ете јас пример така сум го преку пишувањето сум го исфрлала тоа, ама некој дете не пишува. Ти благодарам што денес ми направи ваква спојка со гостинката. Навистина, многу сакам отворени и реални луѓе. И секоја чест да одговорат. Секоја чест. Фала многу. Да, фала ама многу, тоа е така. фала. Секоја чест. Дали успехот секогаш нешто мора да земе Како жртва? како жртва? Да, мора да се пресечи нешто некаде, зашто е претежок товарот. Товарот е многу голем и секогаш, како викаат, лукавиот удира онаму кај што е најако, најсилно. Јас искрено гледам да избалансирам се во животот и дури секогаш што гледала да почнам од нула само другите да се среќни и да не им недостига ништо, бидејќи сум сигурна во својот квалитет и во сопствената вредност. И секогаш сум гледала и среќна ме прави кога другите се среќни, исполнети и задоволни со животот, а јас сум се ставала на последно место бидејќи знам дека Бог секогаш ми го чува првото место на музичката сцена. И чудо е тоа некое. Значи ова треба да го доживееш за да го кажеш. Така е. За да го кажеш. Некогаш звучи неблагодарно да се фалам самата себе си, но она од лично искуство ова го кажувам, бидејќи кога ќе доживееш таков голем успех, секогаш се удира онаму каде што си најак, дали на семејство, дали на фамилија, онаму каде што се држиш заедно. Така е. Секогаш гледаат лошите луѓе да направат и стопка и неуспех да се доживее и растурање на нешто, но секогаш сум гледала ништо да не се растури од нештото, јас да се тргнам настрана, да се повлечам, бидејќи знам да станам, да се исправам, изоден ми е патот и знам повторно да го изодам, да. Така е. Добро, сега тука ќе се свртам кон Дијана, затоа што кажуваме цело време дека нешто се случувало, но јас верувам дека некои од гледачите воопшто не знаат примери која си, што правиш, што работиш. Дел представивме, односно со што се занимаваш во моментот. Јас ќе те прашам, ете пример тие 9 месеци. Знаеш зашто зборувам? Така, да. Зашто стигна девојче ти таму? Како стигна таму? Погрешка. Како Верувај ми, погрешка? погрешка. Ете така погрешка безазлено да помогнеш на едно место, демек да не се направи проблем таму, ти да влезеш не во дупка, во ендек. Ете така погрешка. Веруваше?
Па за верување верував. Не дали веруваше дека би можело тоа тебе да ти се случи, но дали веруваше премногу на луѓе, дали беше излажан или свесно влезе во нештото? Влегов на некој начин свесно за да помогнам, меѓутоа бев излажана за работава. Инаку станува збор за стопански криминал, даночна измама и Тоа ќе нас во Македонија или тоа е во злоупотребување тука во Македонија, кога имав 19 години. Затоа се лежи во затвор реално? Како не се лежи, затоа многу години се лежи во затвор. Тоа е даночни измами, тоа се нели фирми кои што не си ги плаќаат даноците, кои што прават малверзации. Искрено не посакував нормално да се најдам во таа ситуација, меѓутоа и бев на некој начин шокирана кога ми се случи. Меѓутоа од тоа, што е сулудо, од тоа добив таков маркетинг и тоа е една луда работа, таков маркетинг. Да, но тоа е точно. Лошата информација е најбрза таков информација. маркетинг добив, што јас дури и седнувам и си размислувам, еве дома и со баба ми се зборам, абе мајчеве, што е работа, кај грешиме, кај грешам, дали треба поголеми грешки да правам за луѓево да ме прифатат, да ме фалат и да ме споделуваат, да Дијана да викаат само или што е работа. Ајде. Кажи ми, што научи во тие 9 месеци, ете пример? Беше во затвор или во притвор? Во притвор, не е тоа Сите затвор. 9 Сите 9 месеци? месеци, да. Сите 9 месеци и после уште 2 месеци куќен притвор. Што научив? Научив дека уствари времево колку нас има време, нема време, за ништо нема време. Многу треба да си го оцениме, да си ја цениме слободата, да си ги цениме луѓето кои што ни се во моментот тука, затоа што се наоѓам во ситуација кај што сакам да ја видам и баба ми и да се слушнам и со пријателки и со сите, ама немаш кај, што ја правиш, затворен си. Затоа, луѓе, додека ви се уште живи вашите блиски, додека можете, додека сте во моментот присутни, да сте слободата и луѓето се да се цените. И да памет да берете и не секогаш да сакате да помагате на другите, пошто Да, зашто ќе ве завлечат. Ете. Има нешто што беше многу интересно што го слушнав исто ева од ова искуство што имаш извлечено. Кажуваш, запознав многу квалитетни луѓе токму таму. Да. Како? Кои што можеби погрешка еве како што каже и самата, се нашле во некаква ситуација. Квалитетен човек за мене не е само човек кој што е реномиран во општеството или кој што има факултет или кој што има многу пари или некое занимање. За мене квалитетен човек може да биде и обичен селанин кој што има мудрост во него и од кој што можеш да научиш и од кој што има добрина. За мене е тоа квалитетен човек, без разлика на дејноста или што и да прави, нели? А во истиот тој притвор, како и што запознав такви добри луѓе и добри душички, запознав и многу од овие што се од министерство, адвокати, едно чудо, па јас дури повеќе економисти и адвокати во притвор запознав него што надвор ги запознавам. Така да има и од учени, и од овие добри и квалитетни. А кажи ми, знаеш што, ме интересира една работа. Не сум била во притвор, се надевам дека во живот нема да бидам. Да, не знам, види вака, никогаш не се знае. Можеби ќе ме затворат за емисијата, ќе кажам нешто погрешно, ќе отидам, кај нас како викаат, укради кебапче, ќе одиш 10 години во затвор, укради банка, Милиони, никому ништо, ништо. Така што затоа си кажувам. Ме интересира само една работа. Кажуваш дека во притвор условите се премногу лоши. Дали се случува малтретирање од страна на службеници? Дали се случува малтретирање од страна на едни помеѓу други? Што се таму, не знам како изгледа тоа, не имам ни представа, немам како изгледа. Од страна на службениците не. Доколку некој нели не е агресивен, некултурен, не. А и меѓусебно таму луѓето се на иста мака. Немаат ни време ни да се расправаат, ни ништо. Таму секој си гледа да си го турне денот, јас ќе се расправам ли со некој. А вака дека ќе се снајде човек, ќе се снајде. Дали ти дојде ум после сите работи? Мене умот ми беше дојден уште од претходно, само што касно ме стигна лекцијава, иначе умов дојде уште 2020, јас 2019 сгрешив. 2024
Саатот рече, сега одиме под Јана и Сега тука сакам да ве прашам, ете пример, заради тоа што може навистина да случат многу работи од самото верување на некои луѓе, дали ден денес внимавате кому верувате, како верувате, зашто верувате или тоа ви е скратено, еве Елена може тоа да ми го одговори. Па, јас мислев до одреден период во животот дека на секој треба да се помага, но не е така. Не е така, значи некогаш на човек кој што ќе ти најде да му помогнеш може да ти го искомплицира до тој степен животот што викам дека давеникот се паѓа за сламка. Да. И ние секогаш сме мета на злоупотреба како јавни личности и на секого не се верува и не се помага. Тоа го кажувам навистина со право и иако сум голем хуманист и самата сум направила неколку грешки во животот што ајде да кажам скапо, не скапо ме коштали, јас си знам, но секогаш лекциите се опаметување за животно искуство. И не знам, секој човек треба да осети на своја кожа и нека бидат внимателни, еве еден совет и апел. Дијана, според тебе, на што треба најмногу да се внимава? Кога луѓето најмногу лажат? Кои луѓе најмногу лажат? Дали можеш да ми кажеш? блиските тие што ти се прават пријатели. Тоа е вистина. Верувала ти или не, тоа на крајот така ќе му дојде. Многу повеќе ми се случила во животот луѓе кои што не ме познаваат, да бидат многу поискрени и многу да сакаат повеќе да ми помогнат вистински Или да те примат, Да ме примат, што се да. со таква професија не знаеш каде ќе залуташ бидејќи патуваме. Така. Значи многу поголемо гостопринство сум имала и јас, ете од неродни, ни да кажам, така, од пријатели, Па да. бидејќи од менаџери, од пријатели кои што имаат обврска да те сместат и да бидеш под нивна Закрила. заштита, Така, да, заштита е еден период кога треба да работеш, бидејќи женско како женско не знаеш каде ќе залуташ и кој ќе Така. те викне и на турнеја и на настапи и низ диаспората и секаде. Така што значи дефинитивно двете стоите на тоа дека тој што најмногу може да те Како? Ќе ти вметне. кажам еве уште една стара поговорка. Значи левото емисијата како ја направивме поговорки. денес на поговорки, ама ако убава ми е. Вика левото не му верува на десното затоа што носот стои измеѓу. И тоа е така. И јас како што старам тоа си го зимам така здраво за готово и си се водам по тоа. Сега имам тука нешто за Елена. Кажа дека преферираш да си во Помладо друштво. помладо друштво. Што примерете таа помлада генерација ти придонесува повеќе отколку генерацијата која што е повозрасна? Што прави? Повозрасната генерација никогаш не ја подценувам, бидејќи секогаш споделувам искуство со постарата популација, а со помладата секогаш го пратам трендот, она што е во Актуелно. моментот актуелно и кај треба да води правецот на моето музицирање. И никогаш не грешам, бидејќи најголем репер ми се децата, нивните друштва, што слушаат тие, каква песна треба да направам. Затоа и кажав дека со Дијана би сакала да направиме некоја си спојка. Обавезно. Баш би ми било интересно. Обавезно. Јас одамна сакам да скршнувам од правецот и да правам новитет на музичкиот пазар, а тоа во Македонија некако многу имаме некако си предрасуди, а за мене музиката нема бариери. Апсолутно И треба да се експериментира, бидејќи јас сум во соработка со сите врвни продуценти и навистина сакам да направиме некој си спој измеѓу рап, измеѓу поп, да се направи некој нов стил и да се Ајде да слушнеме, може ли да слушнеме сега, еве во живо, двете сте ни тука, да видиме како би звучало тоа, еве сега пример ќе отпееме некоја песна. Една нема да биде секако ја нема таа рап и другата верзија, туку да отпееме нешто македонско, да видиме како би звучеле двата гласа, може? Солзи сами капат, прости ми, тешки се ко твоите планини, плаче срце од три страни. Доаѓај, Емче.
100 крвави многу години. Плаче срце од три страни. 100 крвави многу години. И сега што века? Македонијо, ти си бисер балкански, сплоти пирин Егеј си, со бистри води вардарски. Па ова е тоа, браво! На целиот убав разговор требаше и малку да се опуштиме и да запееме. Ми се наполни срце. Искрено да ви кажам. Преубаво звучите, јас можам да кажам уште од сега дуетот загарантиран. Малце сум зарипната, ама... Ајде сега Ке ти не повееш, се баба, вади сега. врска со нашата Знаеш како? Со нашава песна. Само да ви кажам, вака не зборувам сега за твојот случај, но обично пример, така некој кој што можеби не пее толку добро ќе ми каже: "Еј, ја бе нешто болен сум сега тука." Остај ти болен, ајде запеј. Ајде да видиме. Отвори на TikTok ке ме Сега слушаш имаме таму. Абе, сакам тука да ги поздравиме нашите Корнелијас, нашите нови поддржувачи кои што припремија сладки производи за вас. Дали стакате благо? Ми Да, кажете дека како не сте не, го јаделе. Значи, ова е едни од највкусните производи според мене. Повторно ја земам Дијана, гледај некако ова кесичката ми лепи раката тука. Не знам што е работа. Не знам што е работа. Фала ти Повелете многу. вака. Ова ви е од нас, да си го однесете во вашиот дом. Ајде да кажеме збор 2, еве ќе оставам и на Дијана за тоа што не го донесе. Јас искрено не ни видов што има тука. Добро, ова за глупче ми треба. Се што има тука е супер. Што е ова? Одлично. Од кај Кармексче. знаеше дека сакам од црешки? Супер. Тоа се исто моите спонзори, Нова Груп, кои што ме поддржуваат и кои што го спонзорираат мојот нов албум 6 грама. Тие стојат зад мене и кога слушнаа дека доаѓам кај вас, рекоа обавезно ќе ги поздравиш Ивана и Емче и ќе им однесеш поклонче, кила Angels Energy Drink за енергија и Тоа е тука. Кармексче и понекоја мајче тука. Благодариме многу, многу нема значи нешто. тоа. А иначе спонзорите твоеве јас јавно ги повикувам да ни се придружат и во нашата емисија, нема никаков проблем. А сега ќе продолжиме со подароци. Нашите пријатели од Аџико Home Center имаат многу добар бренд Хаусберг кој што има буквално се за домаќинство. Мислам, во Аџико Home Center може да најдете од бебешка опрема до градинарство, до фитнес, до се што Од игла не до може локомотива. Да се... Ете така, како од игло до локомотива. Од игла Ова до прв пат го слушам и многу ми се допадна, многу иновативна иначе. Многу поговорки тука слушнавме и до научивме. локомотива. Вака, имаме едно апаратче за печење на леп и еден тостер. На кој што повеќе му треба? За печење на лепче за мене. Повели. Ама ми кажа дека си на режим. Да, не е за мене, за други ќе печам. Така. Сигурно и Дијана за други ќе прави тостови, но повели. Мене мајче ќе ми прави тостови. Да, поздравиш мајче Фала многу. Сега тука не застануваме со подароци, затоа што Ада Wellness and Beauty Center ви припреми еден ваучер од 6000 денари, еден за Елена, еден за Дијана, салон за убавина. Кога ќе споменеш само салон за убавина, некако си оди самото по себе со убава жена, убава и нагувана жена, така што Фала, може да многу се искористите за поздрави. што сакате. Масажа, епилација, Може и заедно да депилација, одиме во термини. друштво. Да. Таму на може интересно. масажа и ќе го решите дуетот. Нели така? Може, ќе го договориме. Ајде сега да видиме Емче што има припремено за вас две. Љуби, 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 љуби ме. Мази, 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 мази ме. Легни, стегни, дај мило дај. Легни, стегни, рај мило рај. Здраво, мои убави луѓе, вечерва во Мама Драма имаме два целосно различни света. Една од најзборуваните жени на Балканот
Некои ја нарекуваат храбра, други контроверзна. Но една е сигурно, никој не ја игнорира. Па така е. Прекрасната Дејана. Така е, така У е. животов никој не има најавено поубаво од нејзе. Така е, апсолутно. Како си, Дејана? Одлично, во твое друштво не можам да бидам лоша, како си ти? Супер сум. Мило ми е, прекрасно Па изгледаш. да си многу баба жена тука и Елена. Јас сум многу Срекна, Срекна. возбудена. Ивана. И ти, сите заедно. Така е. Па така е. И во Брук свет таа остана без временска. Икона на македонската музична сцена. Прекрасната Елена. Како се чувствуваш денес? Одлично, во ова друштво прекрасно. Така и ни беше замислата, жено, да ја промовираме во женско друштво. Да. И најубаво ни годи. Подготвив неколку прашања и за вас. Спремни? О, пуф. Ајде, ке видиме. Ајде, Дијана. Дијана, ајде Дијана. Ајде. Дали мислиш дека луѓето ја почитуваат твојата музика или само те следат поради драмата? Убаво прашање. Мислам дека по-возрастните повеќе ја доживуваат мојата музика и текстовите и дека тие го ценат повеќе мојот лик и дело, а дека младите повеќе ја следат мојата контроверзност, да кажам, ликот, сликата. Сликата. Да. Добро, ајде. Која е твојата најголема несигурност? Што ја криеш зад оџи имиџот? Сите имаме несигурност. Па, во суштина ме доживуваат луѓето како премногу осорна, како премногу груба и арогантна. Меѓутоа сум многу голем емотивец и страшен емотивец сум и да не кажам дури, не смеам да го кажам тој збор. Плачи. Уште тоа ако го кажеш. Тоа сум, плачи. Еме, не знам дали разбра. Разбираш? Не знам дали го разбра ова. Тоа што не треба не разбира галот кај вечера од вчера, иначе друго све разбира. Дали мислиш дека си погрешно разбрана или луѓето те гледаат токму таква каква што си? Се трудам да се представам себе си 100% вистински и во моето правилно светло. Сега перцепцијата на секој човек е различна, така да не можам баш да знам дали тие ме доживуваат Дали е баш музика или дали е не знам кој дел од мене го разбираат повеќе. На што мислиш? Јас ја доживував поразлично додека не ја запознав. Да. Да. Тоа сите го имаат кажано. Апсолутно секој човек го има кажано. Леле, колку си поразлична од кога ќе те запознам. Да, но тоа и нормално е. Мислам, нормално е. Да. Сите ние луѓето си имаме некакви предрасуди за некој друг, каков е, што е, зошто е, додека не го запознаваме. Ти не можеш да зборуваш за човек кој што не го познаваш. Мислам, можеш само да си имаш некакви фантазии, мислења. Како ќе речат кога ќе отвори уста, се ќе знае. Така е. Бога ми. Зошто толку многу жени те критикуваат? Мислиш дека се љубоморни или едноставно искрен? Не мислам дека се сите искрени. Сметам дека многу од нив би сакале многу работи што сум ги правела или направила јас да ги направат, меѓутоа немале доволно храброст или сметале дека не е правилно, ама сакам, ама нема да го направам. Така да мислам дека е затоа и љубомората многу владее. Шета по светов и не застанува. Да застанува.
Ева, фала многу, Дејана, за Thank you very much. твојот... Јас те сакам. Ајде, Елена. Ајде, да. Дали некогаш чувствуваш дека жените на твоја позиција повеќе се вреднуваат по изглед, отколку по тоа што постигнале? Па зависи кој што постигнал, но според мене секогаш треба делата да зборуваат за еден човек. Кој што постигнал и како треба да се однесува, но секогаш треба да сме приземни според мене и колку и да се достигнувањата големи и високи, ние секогаш човечноста треба да не води и да зборува за нас. Супер. Ајде. Супер. Три точки. Супер. Супер одговор. Ајде, денес контроверзијата носи внимание подобро, побурзо од талентот. Точно или не? Па да. Точно е. Да, Точно. апсолутно. Дали мислиш дека индустријата ги изгуби стандардите? На некој начин Може би живееме во едно модерно време каде што треба да знаеме да се носиме и да се одбраниме истовремено. Бидејќи се ни се наметнува некако вештачки, а јас не избегнувам од она дека природното е најдобро да се задржи, бидејќи секако може во денешно време да се изврти и музиката и од секој антислухист, да кажам, да се направи пејач, тоа е возможно, ама тоа не е трајно. И она што можеш да го дадеш, како што кажа, да запееме во живо, е најпресудно дали сме некој квалитет, а контраверзијата, да, таа може најбрзо да ни го привлече вниманието и преку ноги да станеме звезди, да кажам, на некој начин. Но сепак треба да знаеме уште по-морално според мене е да знаеш да се задржиш на музичкиот пазар, да го задржиш вниманието и бидејќи ако со едно нешто можеш да привлечеш внимание, мораш да внимаваш после и останатото да е уште поинтересно, за да бидеш по-забележана. По-забележана. Добро. Што треба една млада жена да разбере за бракот пред да каже да, особено во денешно време? Многу интересно прашање. Многу убаво прашање, никој ми нема ова прашање. Јас го немам ни слушнато, ама да, ова е многу добро прашање. Пред да стапи во брак, секоја жена треба да се преиспита дали останатата половина може да го поднесе и да живее со тој човек до крајот на животот. За последиците да не се пофатални. И дали сака да има деца со тој човек пред да влезе во брак и дали е способен тој човек да се грижи за тие деца, да се носи со целиот тој товар и дали знае да сподели. Бидејќи бракот не е само за еден, туку да гледаш за сите да е убаво. И да може да се разберат професиите кои што ги работат двајца пред да стапат во брак. Значи, многу е битно дали можеш ти да се носиш со тоа што го нуди и што го прави половината со која што влегуваш во брак. Така да треба сериозно да се размисли на тој чекор дали можеш да се сносиш со последиците и со сето тоа што работи, што ако не работи, дали си подготвена да влезеш и ти во нешто да можеш да му помогнеш на тој човек, не само да се напаѓа едната страна, туку да се држи баланс. Значи, мора нештата пред да се влези во брак да се проверат, да се избалансираат. Дали може да се балансираат. Фала многу, Елена и Дејана. Има 2000 денари, не евра. Покажи ги мака.
Пред малку имавме 6000, сега 2000. Многу не награди. Многу се собра, јас не знам што ќе му правиме на пари, бе. Има 2000 денари ваучер од Аристокраст. Аристокраст најдобро место во градот, тука во Македонија. Има многу пиење. Благодарам. Благодарам. Сок, цеј, што, све што сака. Ке те носиме на кафе тогаш. Може. Проблем, може. Вимче, сега поседи си тука со нас пред да ја одјавиме емисијата. Елена, повеќе сакаш да бидеш лидер или повеќе сакаш да следиш некој друг лидер? Искрено. Ако е попаметен, ќе го следам. Ако сум јас попаметната, да сум лидер. Добро. Дијана, беше учесник во задруга. Имаш момент каде што физички нападна друг човек. Така прочитав, не знам, со боксови. Добро. Тоа е момент на слабост или на сила? Или на став? слабост. На слабост. На нервоза и на слабост. Заради тоа што став, јас го имам ставот, секако па го имам, ама нервозата кога преовладува и рацете лета. Ау, сега за дуетов јас нешто да не се предомислам. Кога може пресметка да дојде, уште не почна дуетов. Ивана ме намести сега, значи, ау. Ова беше само шала. Се шегувам, сум се снашла јас во секакви ситуации, така да ова не ме плаши. Секоја чест. Не, браво за сето ова што го кажа. Елена, дали некогаш би влегла во некакво реално шоу за некаква слава? Не, Никогаш? доволно ми е слава. Дали би се вратила некогаш во реално шоу? Никако. Ви благодарам многу што бевте вака искрени, отворени, насмеани, расположени за шала, за соработка, за се. Пошто сакате луѓето да ве запаметат, не како личности од естрадниот свет, туку како луѓе? Како би сакале да ве паметат луѓето? Јас би сакала да ме паметат по добрите дела. Значи, тоа ми е единствената смисла некако за живот, бидејќи сакам кога делата зборуваат за нас и најубаво е кога ќе оставиме пошто ќе се памети еден човек, а тоа нека бидат да зборуваат само убавите дела за нас. Браво. Дијана? Па не само добрите дела, сакам луѓето да зборуваат, ете, тоа е една многу храбра девојка, да бидам инспирација и мотив за многу други девојки. На некој начин како движеча сила да им бидам виднина. Ете, гледайте што се случува, не го правете тоа, правете други работи, правете добри работи. Или пак, покрај се што се случува лошо, Излезе. како феникс, Така. из високо вивнесе од пепелта. Убаво ли си поминавте денес? Одлично, јас Најубаво. уште би си поседала уште саат-два, ама не Да не бакате беа, више. да не беа гостите тука други да не чекаат, јас можевме уште малку да се поразговараме, но сепак ќе оставиме за друга прилика, затоа што не сме тука само за еднаш, мислам, фала Богу, мислам, добар впечаток оставивме и ние. И јас и Емче не сме лоши, како и да е. Лоши Одлични сме, сте. Емче Добре. на крај не ја стави тука, инаку ја посакувавме цела емисија да ни е тука. Како лош? Не беше лош. Ви благодарам уште еднаш, чекорете само на пат на успех, да се гледаме само во убави прилики и да го слушнеме дуетот, што го кажавте. Секако, во иднина. Ете така и се гледаме после, можеби повторно заедно. Македонија, јас на вас ви посакувам да имате убав остаток од денот, се гледаме следна недела. Чао, чао. Ајде, Емче, дали си ти спремна, кажи? Ајде, Лука. Енеджи. Леле, ке умрам. Да, бараше измеѓу да има за да Не, копчување. измеѓу се. Измеѓу да има се. Имаш прашање ли? Ти Ти благодарам премногу, имам уште многу прашања. Па ние се договоривме која песна да Ај сега ти па, зошто мораше да кажеш се договоривме? Сега да ќе Ќе го импровизираме. сесвате, ќе го Ајде сега. Се шалам, се шалам. Те молам сврти се од назад. Никако. Абе, со штипка се патила. Дали некогаш, леле Господе, when сам люби, и со... Тоа ви го продолжува, бежи ми се. На право место да љуби.